Имаме првиот човек на ФФМ, Мети Седини, добро дојдовте. Добро најдов. Прв пат сте во студиото на утрински брифинг, иако портпаролот на ФФМ неколку пати ни бил гостин. Благодарам на поканата. Господине Седини, се чини дека кога ФФМ е во прашање и актуелностите околу ФФМ, секогаш се зборува за пари, нон-стоп се зборува за пари. Зошто сметате дека е таков дојамот во јавноста? Па подобро да се мисли така, некој да се мисли дека нема пари. Нели во државата све викаме нема пари, нема за ова, нема за она. Ако се зборува дека има, пак би требало дека е подобро него да се каже дека нема. Пари значи има во македонскиот фудбал. Секако дека фудбалска федерација е една од најбогатите федерации во државата, благодарение тука на УЕФА и ФИФА, кои што сите средства кои што влеват во фудбалска федерација влегуваат од УЕФА и ФИФА, значи ние не сме буџетски обврзани, ни пак земаме нешто од буџетот и тие средства, да кажам, можам словно за прв пат ќе кажам, што требаше Агенција за млади спорт како на ваучери да ни ги додели на фудбалската федерација, без разлика дали фудбалска федерација добива или има средства, ако сме членови на оваа држава, требаше да добиеме и ваучер. Меѓутоа тоа ние не го добивме, не го направивме големо. Така можам и словно да кажам дека не ни се ни потребни тие средства и кога би ги добиле тие средства, јас во една прилика и пред клубовите го кажав дека сите тие средства, ако ние ги добиеме од Агенција за млади спорт, ние би ги доделиле на клубовите. Вие неодамна обезбедивте нов мандат на чело на ФФМ и оној финансиски извештај доколку се погледне, таму кога ќе се направи анализа, се гледа дека поголем дел од тие пари на ФФМ завршуваат во плати, во договори на дело и во стручни тимови, многу повеќе отколку инфраструктура на клубовите. И сега го прашам, пред кого давате отчет вие? Ќе ми речете пред Чеферин, пред УЕФА или? Ние председаваме отчет пред нашите делегати. Тие што нас не избират, нормално, дека ревизија УЕФА и ФИФА секоја година прави на фудбалската федерација, финансиски извештаи, ние ги доставуваме и до УЕФА и ФИФА, значи секој работење што го прави фудбалска федерација, отчет дават и пред своите делегати и пред УЕФА и ФИФА. Од веќе ме прашавте, поголемите средства одат за плати, а не за инфраструктура. Према инфраструктура, мислам дека сте во грешка тука, затоа што Тоа го вели финансискиот извештај. Не може да вели финансискиот извештај, затоа што финансискиот извештај, ако погледате добро, се гледа дека колку ние сме вложиле последниве 2 години во инфраструктура. Така, ќе имате секако прилика да зборуваме за инфраструктурата и начинот на кој што... Ние сме 60 вработени во фудбалска федерација, кои што сме солидно со добри плати, сите во фудбалска федерација. Значи не секој сака да влезе во фудбалска федерација и сака да работи во фудбалска федерација, затоа што ние стварно сите вработени земат, можам да кажам, добри просечни плати за наши услови тука во наша држава. Бевте во еден, како да речам, политички клинч со Агенцијата за млади и спорт, каде што се разговараше за тоа дали ќе се признае, немаше да се признае собранието на ФФМ. Од позиција на председател на ФФМ полесно е да се обезбеди вториот мандат, бидејќи имате поддршката од оние кои што главно парите ги дава, тоа е УЕФА. Вие поддршката од УЕФА ја имате. Зависи од која страна сакате да го гледате ова. Да, има две страни и вашата. Да, затоа што ако не сте сработиле во јас го нема првиот мандат, меѓутоа го продолжив мандатот останат од претходниот претседател господин Дилчо Ѓорѓиевски. Значи мене ми е ова прв мандат. Не е втор, затоа што ја го продолжив мандатот на го кажав претходно. Значи кога ја добиваш довербата од делегативе за така наречен сега втор мандат, да речем, мислам дека многу е повкусно и за мене, и за целата јавност, и за сите вработени во фудбалска федерација. Со тоа се докажуваат дека ние тие години, 2 години, ги сработивме многу транспарентно, многу отворено и со медиуми, и со сите што се вработени во фудбалска федерација, така да делегатите тоа го видоа дека работиме и фудбалот оди во нагорна линија и нормално на крајот доаѓаат и тоа што тие треба да те гласат. Ајде вака да прашам, дали ФФМ можеби и помогна со буџетот кој што го има од власта, да не речем? Нема, не е тоа. Не може тоа ни да го споредите ФМ. Добро, председателе, кога инфраструктурата во прашање, кои се
планираните реформи или стратегијата според УЕФА за вложување во македонскиот фудбал? Ние знаеме дека македонскиот фудбал е оно од око што се гледа е непрофитабилен со однос на тоа колку маркетинг има во него, пред се колку публика влегуваше, без разлика дали е сега пандемија или не, предходно исто колку публика влегуваше во стадионите. Како ќе се развива таа прва фудбалска лига пред се, за да се достигне еден квалитет на, не знам, да изградиме екипа која што редовно ќе учествува на европски надпревари, ако не или и повеќе, тоа е целта, конкуренцијата. Меѓутоа, како ќе дојдеме до тоа ако некои клубови немаат ниту помошни игралишта, а камоли да зборуваме за некоја поголема организација на самите клубови? А потоа ќе се осврнеме малку и на репрезентацијата. Нема проблем. Значи, Фудбалска федерација пред све не е градежна фирма. Треба овде да разграничиме некои работи. Секој проектите кои што доаѓаат од УЕФА, етрик проектите од УЕФА кои што доаѓаат и кои што се наменски за инфраструктура, Фудбалска федерација тоа и го прави. Значи, не само од наменските. Ние успеавме последниве 2 години и од заштедените пари да вложуваме и да направиме и други стадиони. Че ви кажаме кои стадиони ги направивме од заштедените пари, не од етрик програмата. Значи, стадионот во Джепчиште, кој што го изградивме во рекордно време за 60, за 70 дена, извинете. Ние тоа го направивме, не го направивме од наменската сметка, него од заштедени пари. Стадионот во Кавадарци, кој што кошта 340, мислам, 1000 евра, трибините, зборувам за трибините, и јужната и источната трибина. Тие ги направивме од заштедените средства, кои што претходно ги немало тие заштедени средства. А за тоа зошто ги немало, вие како новинар треба да истражувате. Зошто ги немало? А затоа ние и ова гарнитура кој што го имат најголемиот успех во македонскиот фудбал, лично јас и управниот одбор кој што ги известив, мојот подпредседател, поднесов пријава и до финансиска полиција и до организиран криминал. Докаде е тој случај, знаете? Јас не знам докаде е случајот. Вие како новинар треба да ве засега и треба да прашате. Во таа ревизија на тој финансиски криминал влезени се пари кои што биле наменети за инфраструктура на стадиони? Тоа знаете обвинителство, не сакам да зборам понатака. Значи тоа ќе излезет, кога ќе излезет во комплетно од обвинителство, ќе имате целосна информација. Додека сме се уште во прва лига, втора лига, трета лига македонски фудбал, најново е дека пред секој надпревар треба да се тестираат фудбалерите, нешто што не се правеше редовно, барем кога се опрашање оние понискиот ранг на надпреварување. Ова сето го покрива ФФМ. Значи ние побаравме и до влада и до Комисијата за заразни болести за да се повлече таа одлука. Меѓутоа тоа не успеавме, одлуката остана во сила, што значи дека во моментот третите лиги, младинските категории, женскиот фудбал, футсал, сите паузираат. Единствено што во моментот функционира прва и втора лига. Значи, PCR тестовите, клубовите треба сами да се ги платат. Меѓутоа знаејќи ја ситуацијава, како е по клубовите, во неколку клубови, сега не можам да кажам дека сите клубови немаат можност, меѓутоа грото тие клубови немаат можност да го направат тоа, затоа што едно коло нас како фудбалска федерација малтене не чини негде од прилика 50.000 евра за да правиме PCR тестови за прва и за втора лига. Тоа го покрива едно коло. Тоа го покрива фудбалска федерација. Ако продолжиме да кажам сега, со женскиот фудбал направивме математика кај што фудбалска федерација до крај на првенство би коштало 110.000 евра само за да се доврши првенството во женски фудбал. За млади категории таа цифра стигаше негде 370.000 евра. Значи од прилика нас би ни дошло 1.000.000 евра сега да дадеме само за PCR тестови. Сега се запрашувам дали другите федерации ги прават овие PCR тестови. Меѓутоа јас знам дека фудбалска федерација се оподлупа. И што би се случило? Би се случило тука. И затоа ние сме многу пажливи во таа работа и ги почитуваме сите одлуки кои што ги носат, кои што ги носи владава, Комисија за заразни болести и сите институции кои што се надлежни за тоа. Секоја приказна има две страни. Го прашав селекторот Игор Ангеловски Мрме кога беше гостин во утрински брифинг, дали постои и од каде тој анимозитет помеѓу нему и челните луѓе на ФФМ. Јас вас ќе ве прашам истото. Постои ли
анимозитет помеѓу вас или управата на ФФМ и селекторот. Ке го сменевте ли во декември, ако крајот на неговиот договор, ако не постоеше оној притисок од јавноста? Ова ми е прва прилика да ја прашам. Мислите дека од притисокот ово направив? Ваше е да образложите. Јас мислам дека зошто да тргнеме малце поназад. Кој го продолжи договорот претходната година? Уствари во 2019 година до крајот на 2020. Тој договор лично јас и овој управен одбор кој што беше му продолжи на селекторот Игор Ангеловски. Добро, имало тренери кои што во клубови траеле по 6 дена, затоа зборувам. Се може да се случи. Сакам да ви образложам, затоа што договорот на Игор Ангеловски му истекуваше во 2019 октомври или ноември, се не ме фаќате тука за збор. Јас лично и овој управен одбор му го продолжи уште за година и два месеца до крајот на 2020. И мајќи од тука во предвид, не тоа дека Игор Ангеловски дали е добар или е убав или не е по било кој тие други озборувања, меѓутоа јас знаејќи ја стратегијата, внимавајќи во тоа, во континуитетот на играчи, континуитетот на цела екипа, за да дојдеме до успехот кој што лично јас го кажав и на собранието во 2019, дека приоритет број 1 е пласма на едно големо напреварување. Ние тоа го остваривме. Сакале или не, дали и јас председател, дали Игор Ангеловски селектор, Пандев, Барди, Елмаз, заеднички ние тој успех го остваривме и ние одиме на Европско првенство. Ние на 8 јуни сме во Букурешт. Да, факт е дека во ваше раководство и во раководење на Ангеловски оваа репрезентација го достигнува максимумот, предводена од капитенот Горан Пандев. Сега, кога е Горан Пандев во прашање, ве изненади она интервју кое што го имаше на една од телевизиите, телевизија 24, ако не се лажам, каде што упати неколку критики до вас лично и до раководството на ФФМ за потоа истото да продолжи и по некои надквалификацијски надпревари за престојното светско првенство. Јас секој се го кажал и стојам на тој став. Никогаш нема да оменам ставот мој, што се однесуваат околу играчите. Добро. Значи, играчите ја имаат својата работа на терен. Горан Пандев еден голем фудбалер, кој што ја радува цела нација во нашата држава и му посакувам све најдобро, здравје пред све, да не радува и во иднина. Тоа е комплетно, не ми кажавте дали ви изненади? Ништо не ме изненада во мене. Јас сум председател и ударите доаѓаат кај председателот, кај управниот одбор. Значи, ништо не ме изненадуваат. Ако не ви изненадува, тоа значи дека сте имале веќе одредени информации ништо не сум за односот. Јас никакви информации. Јас тоа го видам и тоа знам дека после тоа, дали ден после тоа или нешто се ретерираше околу таа изјава, меѓутоа, тоа е став на личност. И ништо понатака. Да, таму говори, меѓу другото, во тоа интервју говори дека тој инвестира преку својот клуб во Македонија, во квалитетот на лигата, а за возврат не добива глас за промените и стратегијата кои што ФФМ ги носи. Ве молам, значи, секој општински фудбалски сојуз, пред секоја изборно собрание, први се прави собрание по општинските фудбалски сојузи, кај што сите делегати биле присутни, затоа што јас не присуствував само на едно собрание, по покана под председателот, тоа беше во Велес, по другите собранија, јас како председател не присуствував никаде. Меѓутоа, присутни кои што биле на собранието, јас знам дека имало членови од Академија Пандев, кои што самите не сакале да дават делегати за собрание на Фудбалска федерација, затоа што барале промени на статут, на што тоа е нивен став. Колку е далеку таа идеја за промена на статут со она што начинот на кој што сега се раководи ФФМ? Дали се тие погрешни барања кои што ги има Академија Пандев или Горан Пандев како инвеститор, не како играч? Како инвеститор во фудбалот и тоа се цени. И тоа јас ништо тука не можам да кажам повише дали обмислењето нини дали е во ред или не е во ред. Дали е во ред или не е во ред статутот и собранието дали е во ред за да се одржи или не. Тие се органите кои што нас не контролираат, а органи кои што нас не контролираат се УЕФА и ФИФА. Председателе,
кога во прашање органите кои што вас ве контролираат и они одбиени премии од играчите после надпреварот со Романија, со Ерменија и со Германија, каде што има информација нели дека ФФМ има поделено премии кон дел од внатрешната инфраструктура кога е човечки ресурси во прашање. Како ја оправдувате таа или имате ли воопшто потреба да ја оправдате, да го оправдате тој потек? Зборот вие за премиите кои што луѓето во федерацијата ги доделуваат по одигран надпревар на репрезентацијата. Или вие зборот вие за тие 40.000 евра кои што ги дававме за премија после поразот со Румунија? Тие кои што ги одбија, да, меѓутоа зборуваме не за играчите, за овој другиот дел, овој кој што ја води. Значи да одиме на првото прашање или на второто? Велат и на двете. Значи ако зборуваме за тие што ги одбија, не ги одбија играчите. Тука имаше оддел од некои играчи, не сакам да навлезам по имиња, кои што тоа не дојде директно кај мене, како кај спортскиот директор, кај господин Дени Масев, дека дел еден-два играчи не ги сакале премите да ги земат затоа што мислат дека се незаслужено не добиле утакмица. Меѓутоа и јас после утакмицата која се играше во Румунија, во Букурешт, пред утакмица на фудбалерите им ветивме 8, затоа што беше почеток на квалификацијскиот циклус, за да ги стимулирам играчите. Им ветив 80.000 евра за победа, 40.000 евра за освоен бод. Максимумот го дадоа играчите на терен. Меѓутоа среќата не беше на нивна страна. И ние го видовме како мотив за во иднина да им даде на играчите, кажавме дека ние овој надпревар ќе го рачунаме како да завршило нерешено. И тие 40.000 евра ќе ви ги доделиме за премии за вас и за стручниот штаб. Сега кога ме прашувате за доделување на средства на вработените во Фудбалска федерација, значи ние не работиме само како Фудбалска федерација и не ги измислуваме правилата, сакам да кажам, околу доделување на средства, дали тоа било за играчи, дали тоа било за вработени, дали тоа било за управен одбор, дали тоа било за генерален секретар, дали тоа било за председател. Значи, ако веќе сакате, има федерации кај што председател и генерален секретар влегуваат и 100% во премии. Ако еден играч 100% земал, кој што зема сега 125.000 евра и селекторот 125.000 евра и стручниот штаб 70%, има федерации кај што генералниот секретар влегува во тие 125.000 евра. Меѓутоа кај нас тоа не се случи. Кај нас како се одлучува кому и како ќе му се доделува? Има правилник Што вели тој правилник? За играчите зборувате правилник или за зборот вие за другиот дел, да. За успехот кој што го направи Фудбалска федерација, репрезентацијата на Македонија, значи секој еден е заслужен. Не можете да кажете дека заслужени се само председателот, секретарот, фудбалерот, значи за секој треба да се направи услови. Значи таа Фудбалска федерација, тие вработени во Фудбалска федерација ги прават тие услови за да можат да се осеќат комотно и фудбалери, и стручен штаб, и сите кои што се дел од таа репрезентација. Према тоа, управниот одбор донесе одлука за, ако гледаме сега во проценти, знаете колку проценти ние сме дале премија за вработените во Фудбалска федерација? Тие се негде 8% од 4,2. Значи, фудбалерите и стручниот штаб добија 3.206.000 евра. Тие средства што ги добиваат вработените, затоа и овде сакам да расчистиме некои работи, не се одземени од премијата на фудбалерите, па дадени за вработените. Не, воопшто нема ни таков контекст. Затоа што ниту изјавата, ниту или пак да кажам сега да се навратам. Значи, стручниот штаб комплетно, доктори, економи, сите беа вклучени во тој пакет, во тој успех. Значи, селекторот зема екстра 200.000 евра за обезбедениот пласман. Значи, 125 и 200, 325.000 евра. Тоа е заслужено за него. Тоа ние имаме подпишано договор. И не можеме да бегаме ние од тоа. Сега да кажеме, ова не важи. Појдоме на Европско првенство и нема да ги добиете парите. Нема. Тоа е договор, све што договора Фудбалска федерација
и тоа реализира. Што добиваме со пласманот на Европско првенство? Што е оно што дополнително како бенефиција ќе ги добиеме? 7,5 милиони евра Фудбалска федерација ги доби за пласман. Тоа е за пласман се добиваат 7,5 милиони. Нешто што се вика бонус на успех. Да. Тоа добива Фудбалска федерација. Од тие 7,5, одлуката на Фудбалска федерација беше 40% за фудбалерите. Меѓутоа сумата достигна, мислам дека негде ако израчунаме 40% му доаѓа 3 милиони евра. По барање имаше и барање на играчи за доделување на некои други околу репстацијава. Фудбалска федерација додели уште 206.000 евра за репстацијава. Значи 3 милиона и 206. И бидејќи некаде сме при крај на разговорот, интересно е дека се нови информации. Ние доделивме и 500.000 евра за освоено прво место во Лига на нации. Претходно на неколку такмици, на неколку наврати, доделивме по 180-120.000 евра. Значи негде таа цифра стигна до милион евра. Значи комплетно кога ги земаш целосно, ние доделивме на фудбалерите и стручниот штаб 4,2 милиона евра. Епа, добро, јасно ми е дека фудбалерите нонстоп се... И самите да ги запрашуваат ако некој кажува зошто толку добили или малку или повише, колку добиле претходно. Ништо. Да. Не, јасно ми е кога се во прашање фудбалерите дека тие се секогаш подложни на премии, не само фудбалерите, сите спортисти. Се осврнавме повеќе на пишувањата во медиумите за Ако добро да бидеме пообјективни за јавноста да знае дека што се работи и како се тие доделени. Јас никогаш не бегам од транспарентноста и објективноста према јавноста. За крај некаде да ве прашам, секако дека она Суперлига ја крена фудбалската јавност на нозе. Меѓутоа од позиција на председател на ФФМ и човек кој што е во блиска соработка со УЕФА, ви гореше телефонот таа вечер, имаше некакви импликации или да речам поврзаности на Суперлигата со вас? Значи до нас никаков телефон, никаков звонење немаше околу таа Суперлига. Тоа сепак го тера челните луѓе. Тоа го тера челните луѓе на УЕФА. Ставот на господин Чеферин беше многу јасен. И тоа имаше поддршката, можам да кажам, и од председателот на Меѓународниот олимписки комитет и на председателот на ФИФА, господин Инфантино. Така да, на крајот, поддршката му ја дадо и 55 федерации кои што беа учесници на тој самит. Така да, многу јасно кажа, сигурно го слушнавте господинот Чеферин, дека не може да се направи на таква лига. 2 дена доста и беше на таа лига. Да. Што треба да очекуваме од ФФМ како следни проекти? Ние сме во завршни фази. Како ќе се зајакнува капацитетот? Ние сме во завршни фази во неколку места кај што работиме. Веќе треба да направиме предавање на стадионот, вештачкиот стадион што го изградивме во Струмица, кај Академија Пандев. Во завршна фаза сме во Охрид, Билјанини извори. Се работи и негде 75-80% веќе е изградено и во Кавадарци. Джепчи ще ви кажав пред малце дека завршиме со стадионот, додека не ги изградиме овие и да завршиме со овие проекти, ние во моментот донесовме одлука, уште ова само можам да кажам како новитет, тоа го пишаме, мислам и во страницата, донесовме одлука за вештачка отрева во стадионот во Ѓорче да се направи, да се реконструира тој стадион. Тој требни тука, така кажано. Со Хетрик Шескава се уште немаме планирано дека каде ќе ги упатиме средствата. Председателе, благодарност на одвоеното време и на овој разговор, бидејќи секогаш има уште многу прашања врзани со фудбалот, ако е барем у топ 3 темите во светот воопшто. Со оглед на тоа што се случува и со Вардар, има и таму прашања како ФФМ има ли инфраструктура, може ли, не може ли да влезе во процес на она што се случува со Вардар, всушност во рамки на делегирање на обврските на инвеститорот кој што беше претходно во клубот. Меѓутоа, добро, тоа ќе го оставиме за некој нареден пат, каде што верувам дека ќе имаме прилика повторно да разговараме со вас, ако не во оваа сезона, во новата сезона. Јас сум кажал и стално го кажувам, значи без двоумење за секое прашање кое што сакате и ви интересира за околу фудбалската федерација, дали тука, дали во
Фудбалска федерација, сте добро дене. Благодарност уште еднаш. Благодарам.